Добро утро во второто линковско вклучување. Да, пред итната медицинска помош во Скопје разговарам со доктор Рихат Реджепи, одговорен на смена во итната медицинска помош во Скопје. И веднаш одговараме на прашањето како помина викендот за екипите на итната медицинска помош. Дали беше зголемен бројот на повици, на какви интервенции најчесто бевте повикувани? Добро утро. Да, беше зголемен бројот и на повици и на интервенции од наша страна. Вкупно 209 интервенции за екипите на итна медицинска помош, кои за жал повеќето беа на јавни места. Зголемена е бројката на сообраќајни незгоди, 13 такви. За жал вчера имаше и со фатален исход, превртено возило каде што животот го загубија тројца пациенти, да кажеме. И најчести други интервенции, значи на 25 пациенти им се слошило на јавни места со колапси, што не се чувствувале добро. Тоа е за 2-3 дена зголемена бројка. Можеме да кажеме дека освен ова бројка на интервенции 209, значи зголемен број на повици од граѓани што побараа помош од наша страна или се консултира, бараа совети за нивната здравствена состојба, очигледно заради промена на температурите која им влијае врз нивното здравје. Бидејќи кажавте голем број на повиците били и на отворено, секако јасно е дека високите температури сериозно влијаат врз здравствената состојба на граѓаните. На кои симптоми најчесто се жалат? Најчесто на малаксаност, вртоглавица, значи тие се едни од најчестите симптоми или како што ја представуваат ситуацијата, ми се мати, не можев ништо да видам и изгубив свест. Тие се на јавните места или заради варијациите на крвниот притисок имат и вртоглавица, имат главоболка, имат малаксаност. Тоа се едни од најчестите симптоми. Дури имавме и со температура, со пролив, со повраќање повици. Можеме ли да зборуваме за тоа кои категории на граѓани се најризични, најосетливи или високите температури ги засегаат сите категории и сите возрасти на граѓани и кои препораки ќе ги дадете повторно за нашите гледачи? Препораките ги повторуваме постојано, но еви и денеска да го направиме тоа. Да, цело време апелираме до граѓаните, поготово од најризичната група по старите или по возрастните, да кажеме, децата, бремените жени, тие што веќе имаат хронични болести, да внимават на променливото време, на високите температури, да избегават да бидат изложени на сонце подолг временски период, поготово од времето од 11 до 17 часот. Ако веќе се принудни да излегуваат, секогаш да си носат заштитна опрема, например капа, наочари, полесна облека и вода секогаш да носат со себе, значи доволно да внесуваат течности, пошто заради варијациите на притисокот и имаат често малаксаност, дехидрираат, значи тие се препораките. Една од препораките за пациентите што имаат проблем со висок притисок, пошто често имаме јавувања, имаат низок притисок, па после висок и цел ден се справуваме еднаш со низок, па после со висок притисок. Апелираме, значи пред да си ја земат терапијата, да го измерат притисокот, ако не знаат како да се справуваат со ситуацијата, да не консултираат нас, да не земат терапија ако е низок притисокот, пошто дополнително ќе се намали притисокот, па после ќе треба да делуваме за да се покачи притисокот и сето тоа, значи, им влие на нивната здравствена состојба. Освен на ризичната група што ги споменавме, исто температурите влијаат и на здравите луѓе, значи и
тие треба да бидат предпазливи, поготово овој временски период. Тие што вежбат да го практикуваат вежбањето на сабајле или на вечер, значи да не бидат изложени на отворено на сонце, и работниците нормално што работат надвор да внимават да не бидат премногу време изложени на сонце. Ви благодарам многу за овие информации утрово, за препораките и апелот до граѓаните, и ќе ви посакам мирен ден и помалку интервенции. Ви благодарам и ние им посакуваме здравје на сите граѓани.